Министерот за здравство, кратко, ама многу специфично и точно ја објаснува улогата која во општеството имаат политичарите, функционерите, вклучувајќи се и себе си. Како и да е, јас сум тука само да им седам на врат, на глава на сите. Натоварени не се само тие, туку и бројната администрација, чија функционалност е постојано доведена под знак прашаник. Таму шалтерот се отвара само кога ќе има оглас за вработување, а по влезот следува пауза, крајот на работниот век. Ако се вработиш во државно, си рад, знаеш, Па тоа не е погрешно. Не, погрешно. Навистина не морали да одат на работа, да земаат плата. Добре, тоа беше еден, значи, повеќето од нив одат на работа. Повеќето одат на работа, ама изгледа не знаат што работат или знаат, ама не им е јасно што прават. Само една елка беше доволна за да се разбудат злите духови, па пак да се отвори дилемата. Кој коси, а кој вода носи. ВМРО ДПМН се власт во град Скопје. ВМРО ДПМН имаат 500 управни членови на управни одбори, на надзорни одбори, на школски одбори. Значи, луѓето, како да ви кажам, раководот со јавните предпријатија. Ако некој не е задоволен во комунална хигиена, треба да знае дека во комунална хигиена има управен одбор на гласан, односно поставен од страна на ВМРО ДПМН. А кога малку ќе зашкрипи за да се помогне и да се зголеми моќта, тука се најблиските да помогнат. Тогаш не важат принципите, забелешките и критиките. Оти на миразот не може да му се најде применба. О, Боби од Гази баба. Криминалците од Дуи. Криминалците ќе ги апсел. Од Дуи, од со криминалците од Дуи, кога се насмеа. Леле, како си ги седнале у скут Пецаков, леле. Абе, ова со четворица сведоци као брак да потпишуваат, бе. Абе, вие ќе се земат на крај, бе, човек. Тешко само се наоѓа стројник за најавениот нов младоженец. Сама ни тој самиот изгледа не умее да се продаде, па баш пред да му се најде невеста, ја намалува својата вредност. Кој е ставот на Стојан Шангелов личен и на партијата и дали со тој став членовите на вашата партија достоинство се согласуваат со ставот на претседателот на партијата? Сите 5 или половина од нив. И на крајот, проблем со бројките немаат само политичарите. Каде се Николчани денеска да мојда трука? Каде сме браќи и сестри молитвено сите, тука да застанеме и да се молиме? Кога минуваме низ градот, веќе гледаме млади луѓе кои не стануваат, не прават почит, не се приклучуваат на литијата и со тоа покажуваат дека се откажаме од 200 хектари. Нема потреба од загриженост. Луѓето тешко, практично никогаш и не се откажуваат од верата и од светците. Ама изгледа не им се многу омилени тие кои се обидуваат во нивно име да настапуваат на земјата.